Денес ќе зборуваме за нешто навистина интересно. Дека за секој изумрено животно не треба да ни биде жал. Некои од нив биле толку опасни, огромни и деструктивни, што нивното исчезнување всушност било подарок за човештвото. Останете со мене, ќе ви ги представам топ 10 животни што сме среќни што изумреле. Добре дојдовте во Фелографи подкаст. И не заборавајте, subscribe, like и share. Број 10. Титанобоа, кралицата на змии. Пред 60 милиони години, во влажните џунгли на Колумбија се движела сенка долга 13 метри и тешка повеќе од 1 тон. Титанобоа, најголемата змија што некогаш постоел. Замислете змија толку голема што може да го обвие целиот автомобил и да го здроби со едно стискање. Таа не била отров, не и требал отров. Користела својот колосален мускулен телесен систем за да ги гуши жртвите додека не престанат да дишаат. Незиното царство завршило кога климата се изладила. Како студенокрвно суштество, Титанобоа не можела да преживее без тропска топлина. Со падот на температурите и исчезнувањето на нејзиниот плен, гигантските риби и крокодили, таа полека исчезнала од земјата. Мегалодон, ајкулата што ги владеела океани. Секој пат кога ќе влеземе во морето, длабоко во нас постои мал страв, а што ако под нас има нешто? Пред околу 3 милиони години тој страв имал име мегалодон. Оваа џиновска ајкула достигнала должина од 18 метри со заби долги повеќе од 15 сантиметри. Денешната бела ајкула изгледа како мало пиленце покрај неа. Мегалодон можел да пресече кит на половина со еден залак. Зошто исчезнал? Главната причина е промената на климата. Со заладувањето на океаните, многу од китовите, неговиот плен, мигрирале кон постудените води, каде што мегалодон не можел да преживее. Со тоа, најголемиот предатор на морето буквално останал без руче и исчезнал. Искрено, мислам дека е подобро вака. Можеме мирно да пливаме без да се плашиме дека под нас плива сенка од 15 метри. Андреаусхаурус, зверот со најсилната вилица. Пред околу 40 милиони години во шумите на Монголија живеел суштество слично на волк, но големо колку коњ. Се викал Андреаусхаурус, месојаден цицач со череп долг над 1 метар. Неговите вилици биле толку силни што можеле да скршат коска на мамут со еден залак. Некои научници мислат дека бил предок на денешните хиени, други дека бил самостоен ловец, нешто меѓу мечка и демон. Исчезнал поради конкуренцијата и промената на екосистемите. Нови тревопасни животни и климатски промени го истискале неговиот плен, а тој не можел да се прилагоди. Замислете ваков звер да шета денес шумите. Нема да одите на пешачење, планинарење без пушка. Дејносухус, предаторот што ловел диносауруси. Кога ќе кажеме крокодил, помислуваме на нешто страшно. А сега замислете го тоа, но 3 пати поголем. Дејнозухус бил праисториски крокодил долг на 12 метри. Живеел во реките на Северна Македонија, Америка. И бил вистински амбуш предатор. Чекал диносаурусите да се напијат вода и ги влечел под површината. Неговото исчезнување се должи на промена во нивото на морето и климатските промени кои ги уништиле неговите ловни територии. Со исчезнувањето на неговиот плен, можеби природата реши дека е време реките повторно да бидат безбедни. Аргентавис, кралот на небото. Оваа птица можела да го покрие целото небо со своите крилја. Аргентавис, најголемата летачка птица во историјата со распон на крилја од 7 метри. Живеел во Јужна Америка. Летал на височина како денешните авиони, можел да лови животни колку зајак или дет. Замислете сенка што ви паѓа на лицето и сваќате дека не е облак, туку гладна птица. Исчезнал поради климатските промени и губење на територијата. Со новите екосистеми и намалување на големите цицачи, оваа птица останала без доволно енергија за одржување на своето џиновско тело. Плиозавар, господарот на морските длабочини. Пред 150 милиони години океаните биле под власта на чудовишта. Меѓу нив еден бил посебно страшен. Плиозавр со череп долг 2,5 метри и заби поголеми од ножеви, овој предатор можел да пресече риба на половина. Некои научници велат дека ловел дури и други морски влекачи, но како и многу други,
и тој исчезнал при масовното изумирање на крајот на јурскиот период, кога огромни вулкански ерупции ја промениле температурата и составот на океаните. Искрено, океаните денес изгледаат како спа центар покрај тоа што се имало во нив претходно. Смилодон, тигар со заби како саблја. Ледената епоха имала свој шампион, Смилодон, со огромни заби, долги на 20 сантиметри и тело полно мускули. Ова животно било врвниот ловец во Америка, но неговите оружја станале негова пропаст. Како што климата се затоплувала и исчезнувале големите тревопасни животни, Смилодон не можел да се прилагоди на помали пленови. Изумрел од глад. Бронто скорпио, гигантска шкорпија. Пред 400 милиони години во морето живеело суштество што личело на кошмар од научна фантастика. Скорпија долга 1 метар. Имала отровен жалец и клешти поголеми од човечка рака. Бил првиот предатор што излегол на копно. Вистински пионер на хорор. Исчезнал кога поголемите морски предатори и климатските промени го изфрлиле од неговиот екосистем. Со еден збор, природата се исчистила сама од себе. Интересно. Тертронис, птица мртвечка сенка. Оваа птица личела на орел, но двојно поголем. Со распон на крилја од 5 метри, Тертронис бил воздушен ловец што се хранел со мрши и мали животни. Исчезнал кога климата се променила и исчезнале големите цицачи, чии трупови ги јадел. Без изобилство на мрши, Тертронис останал гладен. Тираносаурусот Рекс, кралот што паднал. Нема листа без легендата Тираносаурус Рекс. Со висина колку дволкат на куќа и заби како банани, Тирекс бил врвниот предатор. Но и неговото царство завршило со големото масовно изумирање пред 66 милиони години, кога Джиновски астероид го променил текот на животот на Земјата. Без сонце, без храна, без шанса да преживее, среќа што исчезнал. Инаку денешните сафари авантури би изгледале многу пократко и пострашно. И така, 10 животни што се едновремено величествени и страшни. Нивното исчезнување ни дало шанса да живееме во свет каде што најголем предатор е човек. Можеби тоа е вистинска лекција. Понекогаш природата уништува чудовишта само да создаде нови. А вие не заборавајте subscribe на мојот канал, за да може да се конкурирам со другите предатори. Се гледаме во наредната епизода. И пишајте ми како ви се допадна оваа епизода. Снимам на green screen и сакам да пробам нешто ново. Пишете во коментар дали вака е подобро или во нормално студио. Чао!